Ово утро сум во Заводот за рехабилитација на деца и младенци в Скопје, во Топанско поле, заедно со Оливера Јовановска и Иван Исцелител, кои што по повод овие предновогодишни празници собравте 50 пакетчиња, заедно вие во соработка, и ги поделивте на децата кои што се згрижени токму тука. Велам добро утро до вас и накратко да слушнаме за вашата соработка. Бевме и ние дел, односно сведоци, кога ги делавте пакетчињата на децата. Ќе видат и гледачите секако додека трае ова интервју, но да го поздравиме и Христијан кој што не можеше да дојде. Тој е најмладиот Дедо Мраз и всушност тој е основачот на Сдруженијето Юникорн 2024, кој што ги доделува пакетчињата на децата. Добро утро до вас. Добро утро, Бисера, добро утро до гледачите на Канал 5. Ви благодариме што во ова ладно утро дојдовте и одвоивте време да ги снимите некои од активностите што Сдруженијето Юникорн ги прави за поддршка на деца со попреченост и деца од социјално загрозени семејства. Ова донација е донирана со помош на Исцелител Иван, како што најавивте, Сдруженијето е основач на Сдруженијето е Христијан, кој сега има 15 години, минатата година беше најмладиот Дедо Мраз, изгледа и останува така. Он ги поздравува сите гледачи на каде и да се, и им посакува на сите деца во светот среќна нова година, многу мир и многу згрижувачки личности да се најдат за децата кои што им треба топол дом, топла мисла и некогаш некое мало поклонче нив ќе ги развесели. Ова е една сликовница што Христијан ја објави оваа година и со нејзе исто направи неколку промоции каде што од продадените пари успеа да овозможи некои мали средства за опстанок на Сдруженијето, заради тоа што ние сме невладино здружение. Све што правиме, а направивме многу оваа година, правиме со своји средства, па ако некој сака да донира нешто за Сдруженијето, а ние да го предадеме каде што треба, слободно може да пише на нашиот имејл unicon2024@gmail.com, а сликовницата може да ја набави за 200 денари во Едука Мак, книжарниците низ цела Македонија. Тоа е една убава сликовница за деца, напишана од дете и затоа многу децата ја сакаат. Така, од дете за дете. Христијан оправдано не можеше да дојде, многу поздравуваме и ние него, а дадовте благодарница, односно плакета за благодарност, бидејќи Иван учествува во оваа хуманитарна акција, делување на пакетчиња за дечињата кои што се сместени тука. Иван, како дојдовте во соработка со Оливера и Христијан? Пред се благодарам до вашиот медиум, вие многу ни помагате да види широката јавност и други хумани луѓе да можат исто да го следат нашиот пат, нели, и тие да помагаат. Така вели Бог, сакај го ближниот свој како себе, луѓето треба да се помагаат, да се сакат. Ова ни е трет пат во ова институција заедно да, нели, донираме. Ние се запознаме на еден настан и така дојде до соработка и еве по трет пат да сме живи, здрави, со Бог напред и во иднина ќе помагаме колку можеме. Благодарно што ме посетите и на сите гледатели на Канал 5 што имат посебно задоволство и чест да ја видат ова емисија во утринска програма. Им порачувам дека ние сме една јавна установа од социјален карактер, значи и дека работиме со деца и младинци со интелектуална попреченост. Значи така сме, но во денешно време освен интелектуална попреченост има и други вид попреченост, значи и комбинирани пречки во развојот, и ние сме тука институција со една долгогодишна традиција, веќе во ова зграда, во овој просториот некаде 1970, значи повеќе од 50. Да, токму тоа ќе прашав колку време постои заводот, повеќе од 50 на години. Повеќе од 55 години постои, значи Завод за реабилитација на деца и младинци, кој порано имаше една друга функција, згрижуваше деца и младинци од бившите републики, значи од тука па до некаде до Врање и Косово, со огромен број на штитеници, корисници
но сега е намален тој број бидејќи се отворени нови услуги од социјална заштита и корисниците се поблиску до своите семејства, односно до местата каде што престојуваат и каде што им е живеалиштето, што прочење е на убава работа, да не се раскине биолошката врска родител-дете. Тоа значи дозволени се посети. Апсолутно, ние сме отворени, значи секогаш кога некој родител ќе посака да го види детето или згрижувачко семејство или центар за социјална работа, кои се згрижувачи неколку деца, значи тие што немаат родители, може слободно да дојдат кај нас и да поразговарат. Обично темите се врзани со за корисниците и престојот, реабилитација, згрижување, живот и така натаму. Колку корисници има во моментов? Во моментот во стамбени единици, значи со самостојно живење со поддршка, имаме 28 корисници и во дневници центри, значи постојат два дневна центри, еден е од 14 до 26 години, другиот од 26 нема ограничено време. Постојат некаде околу 25 до 30 корисници, значи во дневна основа си доаѓаат са бајле и си заминуваат. И она што ми остави силен впечаток е дека многу се радуваат на пакетчињата и особено во овој период кога се празничните денови, тие прават и сами изработки. Ги снимивме и дел од изработките кои што ги прават и самите корисници. Морам да признам дека и се многу креативни. Апсолутно, значи не се радуваат само на подароците, се радуваат на секоја посета од било кој човек од добра волја. Значи не треба само подарок, треба добра волја да се дојде до нив. Во ова време децата на поклончињата најмногу се радуваат, на пакетчињата. Да, тоа е точно, но секогаш кога ќе дојде некој со широко срце, со отворен видик, со отворена визија за соработка, ние сме спремни да го примиме, а и дечињата се спремни. А видовте дека дел од тие обработки, наравно, уз помош на едукатори специјални и колеги кои помага, изработуваат тие и редовно учествуваме на разни базари, надвор од установата и во установата. Пред 2 дена тука во установата ни беше базарот и благодарејќи на тој базар, хумани луѓе од водовод и канализација ни подарија една перална на подарок. Јас се благодарам за одвоеното време и ви посакувам успешна и среќна нова 2026 година, да сте живи и здрави и за убави работи да се гледа. Благодарам уште еднаш до вас, благодарам до гледачите и на сите гледачи и на сите луѓе добре воле. Посакувам среќна и берекетна 2026.